поп-пеачката Дани Димитровска, гостинка во студиото на Репортер. Во Македонската филхармонија ја најави како рок-симфонија. Дани, здраво. Здраво. Ти благодарам што дојде во студиото. Фала на поканата. И сакам да ти честитам 20 години музичка кариера која што ти одбележиш на 7 март со голем концерт кој што го нарече рок-симфонија. Како одат подготовките? Подготовките. Имаш ли трема? Со оглед на тоа што си подолго на музичката сцена, меѓутоа секој концерт предпоставам Па да, обично вакви прашања кога ми се поставуваат сега периодов во подготовки за концертот, ја се чувствувам као да има некој проблем со мене затоа што ни чувствувам трема, ни сум се чувствувам баш спремна и подготвена за нешто вакво. Најверојатно сум се спремала за исто во многу подолго време и сум спремна, апсолутно не ми требаат ни кондициони, ни психички некои посебни подготовки. Меѓутоа, од организацијски, од технички аспект, подготовките си се во тек. Со Филхармонискиот оркестар ќе започнеме со подготовки недела дена пред концертот, значи се уште е рано за истото. И во принцип све си тече гладко, како што треба. Јас сум баш возбудена, сум пресреќна, бидејќи за мене ова е еден свечен момент кој сакам да го споделам со мојата публика. Како ќе изгледа таа рок-симфонија? Што ќе понудиш на публиката која што ќе дојде да те гледа? Еве не мора да откриваш се, меѓутоа можеби малку. Па добро, и нема не знам какви спектакуларности, ќе бидат изведени оние песни во изминативе 20 години што мене ме одбележале на сценава, што се хитови. Меѓутоа ќе бидат отсвирани во малце поинаков аранжман. Се прави нотен запис за истите, 40 музичари ќе бидат на сцена под диригентската палка на Бисера Чадловска. И исто така ќе биде отпеан и последниот албум Град за љубов. Еве се веќе кога го спомена последниот албум Град за љубов, кој што го промовираше лани летото, предпоставувам. Сега ја промовираше во пресрет на концертот кој што го подготвуваш, го промовираше спотот за песната Време со која што настапи на Макфест. Да. Работеше на спотот со Чедо Поповски, каде се снимаше? Има прилика да ја слушам убава балада Црно-бела. Од каде концептот, чија замисла беше така да изгледа спотот? Па добро, за Време, песната Време е Макфестовска композиција, како што кажа, и е трето наградена. Со тоа што како песна мене ми е една од најубавите што јас сум ги испеала воопшто. Во неа е отпеан баш во неа има десетици години наназад отпеани. И јас го гледам тоа како роман, како така, нешто што ќе остане. Во тој поглед и видеото се одействува со песната. Чедо Поповски, што би рекла Весна Малинова, не ја инвалидизираше пораката, што песната ја пренесува, што понекогаш и некои режисери тоа знаат да го направат. Туку едноставно ги има извадено баш есенцијалните емоции и пораката што сакаме да ја пренесеме, он само ја визуализираше таква каква што е. А тоа е најубавото нешто што може да се направи во едно вакво пакетче. Ќе одбележиш 20 години од твојата музичка кариера, еве да те вратам 20 години наназад. Прилично ти ја смене стилот и пред да започнеме нели со снимањето зборувавме за тоа дека се појави со црвена витка на коси, некако одмостави впечаток на сцената. Кога се појави, сеќаваш ли со која песна прв пат настапи? Како тргна целата приказна Дани да се појави на музичката сцена и еве да остане толку долго време? Па се беше спонтано, цела моја кариера се случи спонтано. Ја од секогаш ја сакав музиката и песната и така сум задоена од дома, иако моите родители се глувоними. Меѓутоа они гаја посебна љубов за фолклорот и одеа во фолклор за глувонеми. Од таму и мојата љубов према музиката, према играњето, ритмиката. Бев така воспитувана дека музиката е нешто што треба да се цени, бидејќи не секој може да ја слуша. Така си ја засакав, спонтано се случи, си пеев и на патронати
во гимназија. И после тоа, исто така во некој спонтан, неврзан разговор, ми понудија песна на Макфест, тоа беше 99 година, со Само ти ми требаш. Само ти ми требаш е песна која и ден денес ја слушаат и после 20 години. После таа песна веќе природниот тек на нештата не можеа да се сопрат и ми требаше некое време да осознавам дека музиката е мојот живот, мојот пат кој сакам да го одам и тоа е тоа. Велиш, твоите родители се глувонеми. Можеш ли да ни кажеш на кој начин они ја слушаат твојата музика? Татко ми секогаш љуби да каже дека не секогаш музиката се слуша со ушите, туку она вистински се слуша со срцето. Тоа ми е, ете, муабет од него, што си го имам запамтено. Така. И од таму потекнува и суштината на тоа за мене што представува една песна. Так. Тоа. Ни сите овие години успеа некако да го задржиш оној поп-рок музички стил по кој што си препознатлива и со пењето и во стилот на облекувањето. Имаш ли некоја посебна песна која што ти остава тебе впечаток кога ја пееш, еве кога ќе направиш една ретроспектива на овие 20 години? Знаете како, секоја од пеана песна си има свое време и свој период во кој што јас сум била во неа. Сите мои песни се напишани од Весна Малинова Бабамов, која па црпи инспирација од мене и од се што ја обкружува. Значи, во секоја моја песна има... Од кога почна, извините, прекинувам, со Весна Малинова соработуваше до ден денес и вие... Да, 20 години. Так. Јас со неа соработувам. Нормално сум имала и други автори, меѓутоа тоа се многу малце песни во споредба со тоа Весна што има напишано за мене. Да, и сакам екипа, сакам тимска работа, сакам заедничко зрење и сакам заеднички успех, бидејќи не ми е толку важен врвот, колку што ми е важен патот по кој што се оди и тоа дека можам да споделам со некој друг. Ништо поминуваме, низ какви сопки поминуваме, сите успеси, таги, болки, пречки и така натаму. Кога се однесува за поп-рок стилот, што го спомна, во принцип никогаш не сум сакала да се... Сум немала тенденција да се допаднам секому. Сум пеела тоа што на мене ми се допаѓа, на начин на кој што знам во тој момент. Сум гледала да се надградувам и сега во моментот, еве, Град за љубов не е поп-рок, него си има и некои други примеси. Така да созревањето си го прави своето. Музиката е дел од моето постоење, јас само ја интерпретирам така како што доживувам. На кој му се допаѓа супер, фала многу, на кој не, треба само да чувствува. Ништо повеќе. Ни сите овие 20 години некако успеа да задржиш својата популарност на музичката сцена. Колку беше потешко или полесно, да речеме, на почеток кога почнуваше да пееш, во времето кога немаше социјални мрежи, кога одеше некако многу потешко, гостувањата по телевизии, нели интервјуи и слично во споредба со сега, кога се ни е на дофат на рака? Па искрено јас сметам дека во тоа време беше полесно. Така? Да се биде приметен, да се биде слушнат, отколку денес. Во тоа време, што викаш ти, кога немаше социјални мрежи, имавме медиум. Имаше македонска музика, имаше радиостаници кои пуштаа македонска музика, имаше повеќе интертејмент емисии на ТВ. Се пееше многу повеќе во живо, имаше многу настани во градов и во земјава, каде што можевме да споделуваме музика. Затоа беше многу полесно да се биде приметен, да се биде виден и да не се читаат неубави работи за секого, како би влијаеле на своето мислење. Денес е малце поинако. Денес и не треба да видиш некој, доволно е да прочиташ или да чуеш од некого и да си искреираш свое мислење за истиот. Затоа мислам дека е малце потешко денес и малце е позезнато, бидејќи има премногу влијанија од секаде. Ајде оставиме малку музиката на страна. Твојот син Лазар колку години наполни? 18. Гледам често споделуваш, веќе значи ти е другар. Да.
се имав прилика летоска да видам дека сподели една фотографија на која што му се смееше дека не може да се напие алкохол, бите заедно на одмор или слично. Да. Колку те поддржувал тој едни сите овие години? Како си успевала еве и како мајка и како пејач да се носиш со сето тоа? И еве сега веќе имаш еден возрастен син кој што можам да кажам дека ти е другар. Баш така, да. Мислам дека сум благословена у тој поглед. Многу сум среќна што е возрастен, паметен, стабилен и стои на свој нозе. Тоа ми е најважно. Па добро, он уште како мал, он растеше со популарна мајка. Така. Он кога идеше во второ, трето, четврто деление, он веќе беше научен на погледи и на разговори и на сакање од неговите другарчиња Така. од оделение. Така да за него ова не е уопште никаков стрес. Он е научен да функционира така. И у принцип е огромна поддршка. Точно знае колку ми значи музиката, точно знае што сакам да направам и секогаш ми е поддршка. Никогаш не ми памитува, не можам да кажам дека ми ги знае песните на памет. Тоа сега да Тоа кажам. Дали ја воопшто слуша не го- твојата музика и покрај твојата што друго? Не го како да интересира, он има така? 18 години, Така. он искача на места каде што јас не се движам, ниту е тоа мој стил Така. на музика, значи он слуша нешто сосема трето. Дури и кога му пуштам нова песна, он вика, оке, тебе ти се свиѓа, ми викам, да, многу ми се свиѓа, чим на тебе ти се свиѓа, што е битно туѓото мислење. И да, имам и другар и фала Богу тој другар е две уедно, и син и другар. Па со тој твој другар кој што ти е воедно и син, споделуваш ли љубовни тајни? Не знам, ти открива ли тајни за девојките? Секогаш. Да. Јас знам се. И Јас како се мајка? извинувам на девојките, другарките на син ми, ама Така? мислам дека знам многу. Редовно разговараме, Така? комуницираме, секогаш идеме на пијачка, на ручек и Ама не му даваш алкохол да пие или сега веќе може, пошто наполниш 18 години можеш да попуштиш малку. па да, ја и не сум строга мајка, секогаш му кажувам дека треба да си ја знае, да си го слуша телото и да си разговара сам со себе. Не му бранам ништо, ама фала Богу е спортски тип, па не пие алкохол воопшто, не пуши цигари, што е супер, баш води еден здрав живот. Освен што има Лазар популарна мајка, има и модерна мајка во смисла мајка која што е зависник од адреналин. Моторот го продаде, купи нов, знам дека одиш, не скијаш, туку бордаш. Да. Што е со скриените страсти на Дани? Па не знам, да, таков човек сум и кога Те бев мала, памтам бев со баш моторот, и пак ќе кажам со темпераментна. црвената коса. Да. Купи нов мотор, го продаде тој што го имаше или? Го продадов и многу ми беше жал, меѓутоа морав да го продадам. Меѓутоа никогаш не е касно за мене, ниту годините, ниту здравствената состојба не се пречка за да се ужива во моменти. Така да можеби ќе купам некогаш, можеби не знам, ниту сакам да планирам, едноставно ако биде, ќе биде. Да, се уште бордам. Сакам такви малце поекстремни спортови, ми прават чувство на окей, и тоа е диво исто како ти. Музички си ангажирана, како мајка си ангажирана, имаш ли време за љубов што е со приватниот живот? Сите имаме време Така. за себе, сите имаме време и за партнерот, и за децата, и за кариерата, и за се што сакаме, тоа сум сигурна. Се разбира дека имам, посветувам време и на својот живот и добро ми е вака како што ми е. Сосема за крај, откако ќе го одржиш концертот на 7 март, што понатаму планираш? Планираш ли да снимаш некој нов албум, надвор од Скопје, значи по градовиве концерти, надвор од Македонија? Да, би сакала си тоа да се Така? случи. Веќе имам песна која треба да излезе после концертот. Некој дом на култури во останатите градови за љубов, пошто Скопје не е единствен град за љубов, се исто се спремаат концертни изданија слични на овој што ќе биде во Филхармонија и здравје Боже во лето ќе направиме исто така една турнеја, па Боже мој, следен албум. Така.
Ти благодарам што беше гостин во студиото и сум сигурна дека ќе имаш одличен концерт. Фала ти на пријатниот разговор и јас ги поканувам вашите читатели и следачи да бидат дел од овој концерт, бидејќи секогаш кажувам дека не гарантирам ништо спектакуларно, меѓутоа тоа што витувам се, не знам, саат и пол музика со многу љубов.